ќе имаме денеска и директно вклучување токму од Кавадарци на лице место таму денеска, бидејќи традиционално за Свети Трифун се закројува лозјето. И традиционално кате е таму. Традиционално кате е таму. Беше и минатата година и ова. Да видиме што се случува и поточно каде ни е во моментот кате, дали на пат, дали по пат, дали веќе е пристигната и повеќе детали од лице место. Ајде да и речеме добро утро на лозарката. Кате, добро утро. Добро утро, добро утро. И навистина ми личи ова лозарка. Зад мене лозија, пред мене лозија, што вие не можете да го гледате. Да. Ама тоа е. Ама веќе стручна си, од година на година веќе научи како се крои, до каде треба да се искастри. Готово, готово. Со сите салтанати после да се залие, нале. Така е, да. Значи, се наоѓаме само на 1 километар пред Кавадарци. Веќе сме пристигнати во градот кој што веројатно денеска ќе биде најпосетен во однос на сите оние случувања кои се предвидени за денешниот ден, ден на лозарите. Тоа е Свети Трифун и денот на љубовта, а тоа е Свети Валентајн. Кога сме кај овие два празника, пронедов неколку интересни работи што се однесуваат на овие два светци. Првиот вели вака дека Свети Трифун е христијански светец роден во малоазиската област Фригија. Според христијанските верувања, уште од рано детство во него се пројавила необична Божја благодат со покажување на дар кон чудотворството. Тој бил повикан во Рим, каде ја излекувал ќерката на царот, зашто бил богато награден. Но по смртта на царот Гордијан дошол на власт Дици Трајан, кој наредил да се прогонуваат христијаните и тоа било знак дека и Свети Трифун ќе биде меѓу оние кои што ќе бидат долго мачени. Починал Свети Трифун, а неговите мошти по долго мачење секако, а неговите мошти се во Москва. Свети Трифун, како што кажав, се слави како ден на лозарите. Што се однесува до другиот празник кој што го празнуваат сите припадници на католичката вероисповед, вели Свети Валентајн датира од многу одамна, од времето на владењето на царот Клаудија II. Тогаш се славил 15 февруари, ден на богот Луперкус, заштитник на овчарите и нивните стада. Во тоа време се верувало дека царот забранил водење љубов и брак на неговите војници. Со ова тој сметал дека ќе се зголеми продуктивноста на неговите битки. Сите свештеници се починиле на неговата наредба и не венчавале никого од неговите војници освен еден, Валентајн. Тој тајно венчал стотици војници, за да на крајот биде фатен и убиен на денот пред празникот, односно на 14 февруари. Од тогаш овој ден се слави во името на слободната љубов, за која се борел и самиот свештеник Валентајн. Инаку што се однесува до тоа што се случува во тиквешијата на овој ден, години наназад, децении и векови, нели рано наутро во тиквешијата лозарите оделе во своите лозја, така ќе биде и ова утро, каде што закројувале неколку лози според традицијата. При тоа закроените лози ги поливале со вино и благословувале: Господе, ти давам едно шише со вино за 1000 да ни подариш. Во ваташа пак при полевањето со вино и ракија се велело: еве ти вино и ракија, а ти дај ни убаво и квалитетно грозје да можеме да добиеме и вино и ракија да правиме. Берикетна да ни е годината, да тежи од род. Има и уште една интересна работа која што ја прочета, вели и овде по закројувањето, значи во ватажа и по закројувањето се тркалале во лозјето, за да се тркалаат и бочвите полни со вино. Ете, тоа е една од оние традиции кои што веројатно си уште се практикуваат. Што се однесува до тоа кога треба да се закројуваат лозите и дали тоа треба да се случи за целото лозје, нели? Моабетот е дека најбезбедно е со кроење да се почне после 14 февруари, односно после Свети Трифун, заштитникот на лозјето. И тоа првото закројување е со погача, нели? Тоа веќе го кажавме. И сега на многу лозари им било тешко во оној период порано, поради малиот број на искусни мајстори кои можат да ги ангажираат на големите површини под лозјето да најдат такви мајстори, нели, за целото лозје, а во повеќе бројните семејства и лозјата подигнати на помали површини, овој начин организирање бил многу полесен. Со кроењето се продолжувало и во текот на пролета. Ево, ова се првите информации кои што сакав да ги споделиме со вас. Зад мене е само едно од лозјата кои што се многу губројни во овој дел на тиквешијата. Овде сме секако за заеднички
вие како наши гледачи, а ние како ваши домакини, уште во 2 линковски вклучувања да видиме што ќе се случува денеска во Кавадарци, само еден од градовите во Тиквешијата, каде што нели традиционално ќе се закројува лозјето, но и ќе има богата програма овде и во градот и на онаа лозја каде што ние ќе отидеме. Во второто веќе линковско вклучување ќе бидеме дел од вистинско закројување, вистинско велам заради тоа што на лице место всушност ќе се случи закројување само на една од лозите на неговото лозја. Ке не причека Радко Зогов, но за тоа ќе зборуваме некаде по 9:30, односно по да си кажеме. Уште еднаш подсетување. Денеска чествуваме или празнуваме 2 многу убави празника. Едниот е Свети Трифон, а другиот е Свети Валентин. Во името на виното и љубовта, срекни нека ни се и нека ни е успешна и оваа година.